бустеров. Да, еве тоа велиме, дали ова може да го наречеме бустер? Еднаш правевме бустер со куркума беше? Да, Ивана, експресијата на Ивана беше што ми се случи сега, што ми направи. Ама вкусно бе. Ама ми рече си заборавил маслиново. Маслиново го заборавив, може малку повеќе додадов куркума од вообичаено, а меѓутоа и биберче и така малце тоа и веројатно ги отвори сите можни сетила, да. Меѓутоа тоа навистина не беше воопшто лошо, беше супер, но денеска ќе направиме еден малку поинаков бустер, можеби на многу голем дел од вас и веќе познат, особено за луѓе кои што се соочувале во животот со анемија или со слабокрвност. Така е. Семето од коприва, не знам колку често имате навика да го користите, меѓутоа е одлично. И иако е доста интензивно и вкусот е нели интензивен, сепак ти се допаѓа така интензивно. Да. Сепак треба да најдете начин, нели, како да го конзумирате. Така што ние денеска ќе се обидеме да направиме една сладка варијанта во комбинација нели со семето од коприва, која што многу добро доаѓа. Да, за зајакнување на имунитетот. А можете тоа буквално да си го користите во секојдневието, дури и секој ден. Се препорачува по лажичка две, за да нели го зајакнувате и имунитетот, но и многу други работи. Така што во меѓувреме додека се обидуваме да го добиеме, знаете утре кога го будиме, тоа не откривме на самиот. Конте. Ајде. Партиро. Како не слушнав? Еве го. Ајде Марко, продолжи. Арари нарадида. Подобро го прави. Иван, слушаш ли? Гледаш како го направи лајкот и се појави, тоа е ново нешто на овие мобилни апликации. Сериозно? Еве ги. Да. Знаеш, лајкови од Иван имам утреба. Иван, добро утро. Во програма сме? Во програма сме официјално. Добро утро, добро ме најде. Ајде едно оперско добро утро, може? Како? Се извинувам? Едно оперско добро утро. Да ни го кажеш на оперски начин. Добро утро. Добро утро, народе! Добро утро, како си ни Иван? Да ви кажам право, кога ме видов вас, како сум се расположил, луѓе, озбилен сум, живе. Добре, кохезираме во катарза сме, значи дека. Да. Сериозно, секој пат прашуваме две конкретни прашања. Дали си кафепијач, страната на Цеце Ивана, или си човек кој што го избегнуваш кафето, кофеинот, па си страната на Марко, и кога сериозно почнува утрото за Иван? Сега ќе ви одговорам први на првото прашање за кафето. Може ли едно кафе? Мислам дека е во мој тим. Чекај. Еве го кафето му пристигна, гледаш? Чекај вака и јас со мојата шолја. Еј, ти од голема. Иван. Иван, малку иди на твое лево со чашата вака напред. Готово веќе. Уште малце? Уште малце? Уште малце иди. Каква здравица, каква здравица. Така. Ќе видиш како изгледало. Не знам колку сме сега, меѓутоа добро. Гледам дека голем дел од тимов е Ивана Цеца. Има уште 300 дена до крајот на сезона, ги мериме работите. Видиме на крај кој ќе победи. Иван, Марко те праша кога вообичаено стануваш? Дали сега се разбуди за потребите на нашата емисија или реално си утрински човек? Сега ќе ви кажам, значи уметник, ако уметниците обично легнуваат после 1 час од пополнок, така да ако видите уметник вака во 7:15 или во 8 са бајле, да знаете дека работи во администрација или во приватен сектор. Тоа не е уметник, уште старт ви кажувам. Не сум ранобудник, искрено станувам за 4 работи са бајле. Првата работа е скијање или бордење, зашто и скијам и бордам. Да, тука веќе многу луѓе се чудат за луѓето кои што го сакаат снегот и се бордери или скијачи, од каде таа енергија да се стане во 5 и да се биде прв на овако, ама те разбирам. Втората работа е, не знам дали приметувате со Новак Џоковиќ мајца сум. Да. Новак Џоковиќ шишето ми е тука и за тенис, значи стануваш? На Рафаел Надал, не на Новак, на Рафаел Надал. А сериозно за кого? За Надал си или за Џоковиќ? Не, боже сачувај, само за Новак, Тим Новак. Тим Новак, добре, добре. Се гледа по тебе. Ми одговара на Надал ракетот затоа и добар дил беше ова измеѓу нас. Добре. Да, станувам за скијање, бордање, за тенис, за поствари за 3 работи и за вас. И за нас. Фала ти. Да ти кажам, срце си наполнил. Меѓутоа, обично, ја гледам во едно дамнешно интервју Селин Дион како ги прави тие третмани и тренинзи за загревање на вокалот. Обично, кога имаш настап, да, и тоа сакавме да се случува, велиш, да заглавиш сега до доцни утрински часови. Како се вообичаено, да речеме, се движат, да речеме, тие
отварање на вокалните аорти, што се вели. Знаете како, ако имам нешто важно, на пример, никогаш не би си дозволил да останам толку касно искрено и многу внимавам каде ја трошам енергијата ако тренета, знам дека треба целосно да се дадам емотивно, физички, психички, ментално и целиот фокус да го внесам према настапот или према што и да е, да речеме. Генерално јас не му ја мислам толку многу затоа што ако јас се разбудам и денот велот се познава по утрото секако, без разлика дали се разбудиме во 7, 8, 9, 10, 11, 12 часот кој да е, на план не да речеме, некогаш и тоа се случува. И ако се чувствувам дека телото ми е во добра состојба, уште у стар знам, уште пред да почнам да зборам, дека и гласот ќе биде во добра состојба. Но некогаш, ако се чувствувам, например, дека нешто не оди, пробувам после 2 часа, повторно пробувам малку да пеам, гледам не оди. Пробувам после 3-4 часа, гледам повторно не оди, пред концерт, не оди и си прифаќам дека не оди, пеам едноставно, ја користам, знаеш како, ја користам техниката и тоа што ги имам научено да во одреден момент како моето тело и моите гласни жици или моите гласни жици се чувствуваат, на пример, да речеме, да ја приспособам таа техника и да го извадам максимумот кој што можам да го извадам односно на тој даден ден, да кажеме така, но емотивно и физички и психички фокусирано кон тоа што го пеам, што го изведувам, секогаш се давам. Тука нема шорткат, нема краток пат. Сакам да те прашам, од што најмногу страда гласот? Се сеќавам дека мојата сестра кога живееше пред многу години во италијанското градче Леко, имавме таму и дел од роднините, таа знам дека кога ќе се разболеше, кога ги имаше болка во грло, и велеа да јаде сладолед, практично за да се намали болката, гнојна ангина и така натаму. Да, мислам дека кај нас е само мислењето дека од сладолед се може да боли стигма, грло. Да. Меѓутоа, сериозно, каква е динамиката и техниката на лечење на речеме оперските уметници кои што имаат јавен сериозен настап, да речеме за скоро, се соочува со некакви можеби чворови во грло и така натаму, некои инфекции кои што знаат да се случат, што се вели пред настап. Да, фала Богу, чворови или такви некои заболувања никогаш не се. Мислам дека тоа не е генетски. Мислам дека е сосема погрешно пеење, погрешно репертоар и многу погрешно пеење, каде што целиот стрес уствари паѓа на ларисот и на грлото, затоа се случуваат тие чворчиња. За твоето прашање конкретно да ти одговорам, Марко, верувам и јас многу сум читал за ова, затоа што мене ми се случило неколку пати, 2 или 3 пати во животот до сега, да претерам, да се изфорсирам, да се чувствувам добро неколку дена поред, толку добро да се чувствувам, што толку многу сум пеел, со сати на ден, и малце знаеш ќе форсираш добро, ќе се чувствуваш и најнаш, опа, ќе ја платиш сметката после некој ден. И проблемот е што тоа трае повеќе ден на таа регенерација на гласните жици. Но ќе кажам нешто, ако некој мисли дека има некаков проблем, само нека ја проба оваа проста вежбичка, без разлика дали е спикер, дали работи во телевизија, пеач или што и да е, нека ја проба оваа вежбичка и одма едноставно дали Учиме? Ајде, која е вежбата? Сега, дали доаѓа до заболување на гласните жици или едноставно е префорсираност како кажи го ова мускулно запалење на мускулите. Например, вежбичката е и први така, после со фалсет. Ако толку, верувај ми, толку. Ако се затвораат гласните жици, толку е. Ако се затвораат гласните жици на и ако нема Ма јас сум ја натера рацете на запеа на програмата. Не запеа, само гласните жици. И одлично. Перфектно. Во одлична состојба си. На сцена. Добре. А знаеш што сакам да те прашам нешто? Имаат една техника, пеачите обично, сега не знам дали тоа е во поп културата, нели, на поп сцената. Меѓутоа знам, сум начекал да речеме и оперски културни работници, артисти кои што го имаат оваа техника ја поседуваат. Устните ги брануваат. Тоа знам. Па види, да ти ги брануваш. Мислам дека повеќето не знаат зошто го прават тоа и не го прават тоа како што треба. Не го прават правилно. Добро е да ги брануваш устните за да го опуштиш овој дел. Мускулниот дел на целата мускулатура заради дикцијата, но генерално дури и тоа кога се прави, треба да се прави начин на кој што би се испеал тонот. Например, не само
да биде во телото. Ние сме значи на час сме утрово. Не ме гледай мене таму гледай преготовка. Сериозно треба да дојдеш да ни дадеш техники. Затоа си фантастичен. Треба да дојдеш и да ни дадеш техники на пеење. Да. Марко, извини Цеце, само момент. Кажи. Ти ми кажа дека ќе дојдеме да готвиме. Да не си слушнал нешто дека не готвам добро, некој да не те излажам случајно. Не, јас само чекам да дојде поболен момент, затоа што те видов и на други места готвиш. Чекам ексклузива тука со најдобро јадење, може? Апсолутно, да знаете дека... Не сме те заборавиле. Знам, тоа верувам. Да знаете Да. дека за некој месец ќе има некои настани кои што ќе промовирам вака во кариерава, така да може тогаш и да промовирам и да готвиме. Ке се видиме, Сериозно. ке се видиме. Значи, Ние те следиме и те пратиме. Да, значи јавно си ветувам Иван, гастрономија, кујна со тебе и техники на дишање на пеење. Тоа да го научиме. И сега вака, бидејќи ти кажав, ова ќе биде кратко, твое вклучување, иако веќе доста време ни помина. Ама фино ние. Ние утрово си направивме еден буст за имунитетот, кој што содржи какао, мед, таан и семе од коприва. Не знам дали ти си практикувал такво нешто низ годиниве. Ова е добро за луѓе кои што имаат слаба крв, меѓутоа и за многу други работи. Генерално општо на телото добро му доаѓа семето од коприва. Бидејќи си добар и во кујната, каков појадок најчесто си практикуваш да си подготвиш? Со оглед на тоа што е утро, нели, освен кафето, верувам дека нели и појадокот е доста важен. Па и како го држуваш имунитетот во овие периоди? Да. Така. Тоа е многу добро прашање. Искрено да ви кажам, не сум голем јадач од сабајле. Од сабајле само каснувам секој утро би почнал со банана, мед, лажичка мед, вода и ако на вистина нешто сум многу гладен, можеби некој омлет, јајца на око, мусли да речеме, нешто така, нешто полесно да е, да речеме, Така е. полесно да е, да не е на тешката страна, затоа што сакам, не знам тоа дали јас сам си го имам наместено некако во глава, да се изморам, убаво да се изморам, да огладнам, за да можам убаво да јадам, затоа што немам некој посебно голем апетит наутро искрено. Добро, значи ќе одиш на тенис, ќе се истрошиш и потоа гладен ќе дојдеш и ќе си направиш јадење, или не? Ао, да. Покрај тенисот, јас секогаш со луѓе се дружам, значи си имам пријатели. Искрено ретко и наоѓам време за да седнам и за да одмарам, ама петок е ден за мене, факт, крај. Сабајле одам на тенис кај мојата професорка по тенис што ми е. После тоа пиеме кафе и после уште некои, да речеме, состаноци или се туширам таму се средам нормално, уште некои состаноци што треба да ги средам да ги направам. И тоа ми е мене петокот, искрено. Петокот го одмарам. Вопшто не изгледа овој лоша петок агендата. И ние сме ти во твојата агенда, се надеваме дека ти донесовме дополнително фина енергија. Да. И ти Тоа благодариме. сакам да ви кажам. Вие не знаете, еве, од оваа страна удира сонце многу јако, од истоков, и вие вака плюс што се уклучивме денеска, што ве видов да ви кажам, дека имате многу убава позитивна енергија и многу е мило што ја прифатил оваа мисија и што може да тргне денот да го зграбчиме. Сега, нели, денот ќе ти се познава дефинитивно по утрото и утрениците. Иван, те оставаме со сета агенда, само да прашам како помина во Соединетите Американски држави. Знам дека бевте таму една убава мала драга екипа за која што изборевме, нели, тука што се вели во нашите канцеларии. Во канцеларија. Да, за тоа дека треба да ве имаме сезонава, за да збориме генерално за културните столбови. Како минавте во престоја таму? Па, знаеш, Марко, сега, што се случува во Њујорк, останува во Њујорк. Не, се шалам. Сложувам. In the Big Apple. Поминавме феноменално. Како први на македонската заедница што е во Њујорк дојде на концертот и многу им беше мило да слушнат и уметнички песни и композиции на македонски јазик. Имаше луѓе интернационални, буквално со луѓе што се сретнувавме на улица и со кои што имавме макар и два реда муабет, ги каревме на концертот од Нов Зеланд, од Норвешка, од Франција. И они навистина дојдоа на концертот. Тоа беше прекрасното нешто, а искрено генерално вака од почеток до крај беше патување со толку спомени и за искуство кое што нема го заборавам за цел Веројатно живот. едно од работите што ти одбележа оваа 2024. Да. Озбилно, ова треба да Не размислам. кажувам дека веројатно Њујорк е една од работите што ти одбележа годината. Да не мислиш дека треба да ми издвоиш. Па дефинитивно нема да земам една работа. Дури Њујорк би го тргнал на страна кога се работи за вакво нешто. Би сакал да ги одбележам сите во еден бубањ да ги ставам,
сите нови пријателства кои што ги и сите нови луѓе кои што ги запознав годинава, затоа што секогаш велам, знаеш како животот е менлив цеце и сите луѓе вака што ќе ги запознаеш имаат своја приказна, општиш со нив, говориш, учиш нови работи од нив, се запознаваш. Како ти кажам, ако умееш ти со нив и они со тебе заедно може многу далеку да догурате. Така е. Затоа што никој човек не може сам. Затоа велам дека пријателството, ќе дадам акцент на пријателството годинава. Еве, искрено. Пријателството е нешто што не треба да го земаме здраво за готово, многу е озбилно и многу И треба да се негува, да. Социјалната Да. конекција е многу важна за долговечност и драго нешто го посведочи истото утринава. Види, ние тројца, без разлика дали сме онлайн или во студио, нема крај на Нема муабетите. крај, така што еве нека Не, биде нема. за скоро повторно во студио. Дали храна, дали разговор, дали некакви техники кои што ќе ги научиме, ќе ни биде драго секој пат да се дружиме со те тебе. поздравуваме. Бакнежи и преградки до Многу ти тебе. убава утринската фризура. Од кревет. ти благодарам, малку Да. разглушавенка. Такви сме сите наутро по сабаља, таков и треба да бидеш автентичен. тоа ни беше и Ти идејата. благодариме многу за оваа убава споделена енергија, да имаш убав петок и убав викенд и да уживаш во остатокот од овој ден. Поздрав од Дечки, мене и од ви Марко. благодарам на вас, ви посакувам убав ден. Ти благодариме. Поздрав.